Јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 60 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва: дали Македонија ќе го смени своето име и ќе стане членка на НАТО, или Македонија ќе влезе во една безбедносна криза, која на крајот на денот ќе предизвика или ќе донесе шини шлемови на територијата на Република Македонија. Значи, тоа се двете опции или тоа се двете крајности. Македонија ќе лавира или ќе се движи помеѓу членство во НАТО или помеѓу сини шлемови на територијата на Република Македонија, како би превенирале или би смириле одредена безбедносна криза. Има една фраза, веројатно сте ја слушнале: операцијата успешна, пациентот мртов. Да, таа е фраза позната во политиката и мислам дека држи до некли во на сите овие балкански простори. Македонија е операцијата или пациентот во конкретниот случај? Македонија е очигледно некоја врста пациент или експеримент, да така да го наречеме. Заев не би се сложил со ова, стои каде операцијата е успешна. Значи, ако операцијата е успешна, Македонија е операцијата, а не пациентот. Јас би му одговорил на еден да кажеме стручен јазик, би кажал... А нема да ве разбери. Можете ако да го простите одговорот. Ако Може, одговорите на стручен јазик, сигурно нема да ве разбери. Мислам дека всушност тој ќе добие едно октроирано име, еден октроиран устав, како што и самата преспанска спогодба беше октроиран договор. Сигурно, господине Јанев. Ама он октроирано е донесен на власт. Он не победи на избори 2016 година. Имате октроирана влада. Коалиција која е направена, која нема легитимитет на избори. И тогаш е сосема нормално таа октроирана влада да биде на чело на државата во време кога таа држава ќе добие октроирано име. Да, сигурно, значи тука се работи за една политичка димензија, каде што човекот кој што е на влада е всушност зависно лице од некои страни фактори, страни сили, страни држави, ако сакате, и во тој смисла можеме да зборуваме за една ненародна политика која се водеше од период кога дојде на власт. Кој Игор Јанев, нашиот вечерашен гостин, според многумина, јас го делам тоа мислење. Станува збор за еден од најголемите експерти за меѓународно право на територијата на Балканскиот полуостров. Има напишано повеќе од 160 работни трудови на тема меѓународно право и Обединетите нации. Има напишано 17 книги и монографии на истата таа тема. Од 2001 до 2002 година бил советник на македонскиот министар за надворешни работи, беше советник на српската влада кога го бране прашањето со Косово, поврзано со Косово во рамки на Обединетите нации. Има завршено институт за дипломатија на Џорџтаун, еден од најголемите универзитети во Соединетите американски држави. Потписник е на таа петиција 200 или 200 интелектуалци од Република Македонија кои се спротивставуваат на промена на името. Тој е потпишан како 14, неговиот татко е потпишан како 3. Значи станува збор за една респектабилна личност. Со господинот Јанев вечер разговараме на тема дали Македонија ќе го смени своето име и ќе влезе во НАТО или е можно да дојдат сини шлемови на територијата на Република Македонија. Ви имате семејство? Сигурно имам, не. Мислам дека е трочлено семејство. Така е, да. Ако во тоа трочлено семејство двајца молчат и не се произнесуваат, а само вие сте активен, вие сте победиле во тоа семејство или сте изгубили тоа семејство? Во тој контекст јас сум изгубил во такво едно семејство. Изгубиле. Зоран Заев победил. Видите, вие живеете во паралелни светови кои не се допират, бидејќи 2/3 од македонските граѓани не излегува на референдум, а Заев победи. Значи 66% или 63% од македонските граѓани не излегува на референдум. Да. На тој начин гласно или молчешком изразија став против промена на името, а Заев сепак победил. Мислам дека тие се апсурди само специфични за македонска држава и овие балкански простори, затоа што тоа никаде во светот не постои. Македонска салата. Една врста македонска салата, значи народот решил да не даде легитимитет на тој референдум, на тоа прашање. И тоа во клучен момент. И тоа исклучително клучен момент. Вие сте ги читали изјавите на грчки политичари изминатите 25 години, дека само македонската врхушка околу Глигоров или некоја екипа околу Глигоров, или некоја екипа околу ВМРО-ДПМ или околу Груевски не се согласува со промена на име, а дека македонските граѓани не би имале ништо против да се промени името. И на 30 септември целата таа грчка политика, таа грчка стратегија да не убедува дека всушност врхушката е освестена за македонскиот идентитет и нација, а не и граѓаните и народот, доживеа карамбол. На 30 септември македонските граѓани кажаа дека не сакат промена на име и не сакат промена на идентитет. Тоа е карактеристика на зрел народ. И ние тоа го имавме на 30 септември.
Тука македонски народ покажа голема свест, политичка свест и одби еден таков, да кажеме, октроиран модел во Преспанскиот договор, така да мислам дека всушност народот јасно избра да не даде легитимитет на еден таков договор, што очигледно е октроиран, со импликации дека ќе има утре октроиран устав, октроирано име, октроиран идентитет. Значи, од надвор тука се прави еден обид од надвор да се смени октроирана идентитет. нација. Нација, Која постои од 44 година, согласно договорот помеѓу македонската и бугарската влада, нели? Кој е многу поштетен договор од овој што е грчкиот договор. Значи, нација која има јазик кој е согласно уставот на Република Македонија, значи дека ако се смени уставот на Република Македонија, тогаш и не постои тој јазик, не е природен јазик, тука е уставен јазик, уставна категорија, тогаш нема една октроирана реалност. И таа октроирана реалност може да се смени врз база на политички договор. Ние сме, значи, политичка творба. Да, значи тука се работи за некои вештачки творби, една вештачка референца БРМ се смени со нова вештачка творба, трајна творба, значи се прави на голема штета по македонски национален интерес. Се бара од нас да се сами откажеме дека сме македонци, сами да го откажеме тој идентитет, сами да го урушиме државноста на Македонија. Со други зборови, тоа такво нешто може само се деси во една полициска држава која всушност утре ќе воведе вербален деликт на мисла како во Орвел 84 година. Добро воведува. И тоа е веќе филмот на режисерот Бојаджи. Тие воведува една таква санкција во наводници. Да. Рековте за времената спогодба. Видите, времената спогодба не може да се задначува со ова. Ова е трајна спогодба. Нели, ако биде реализирана. Ова е трајна спогодба. Ако времената спогодба била некоја привремена дивоградба, ние се имаме драматично легализирање на се оно што било дивоградба во нашите преговори со Грција и тој проблем околу името. Точно така, значи просто ние имаме една штетна времена спогодба, сега заменета со уште поштетна и за македонска државност погубна спогодба, со која утре ние нема само идентитетот да го изгубиме, национален идентитет, од кој самите се откажуваме со нашите подписи во спогодбата, туку ќе изгубиме и суверенитетот и независност и дури територијален интегритет ќе дојде во прашање. Од сега со отварање на уставот ќе почнат овие барања на албанците, на села, алијасе. Имаше протести во Тетово. Се движеа група на демонстранти по тетовските улици. Немирите околу тоа албанско прашање почна 68 година во Тетово, а не 71 или 81 година во Приштина. Значи, тamo е николецот на тој, ајде да речеме, албански национализам. Значи, ние веќе имаме одредени сигнали кои упатуваат дека овие ваши стравувања може да бидат и реални и оправдани. Па мислам дека тука веќе се работи за едно, еве денес имаме барање од Али Ахмети кој е коалицијен партнер, председател, консензусно се бираме. И тоа сега веќе е барање кое се поврзува со давање согласност во Преспанскиот споразум, спогодба, и во таа смисла тука се отвара едни територијални, да кажеме, федералистички барања кои може да доведат утре до граѓанска војна, до цепање на Македонија меѓу Бугарија и Албанија. Така да Професоре, како чекор по чекор, или што би рекле бугарите, крачка по крачка, ние доаѓаме до консенсуален председател. Па не знам, доста Димовска со незината партија имаше кантонизација на Република Македонија. Па не знам, преамбулата да се менува на устав, да се внеси и рамковни договори. Видите, пред наши очи се разградува една држава.
Ние сме ко парализирани. И зависимо од Крсто Муковски или од Канчевска Милевска, кои имат 2 кила путер на главата, и они сака ни определуваат темнината како треба да биде Република Македонија. Тоа е злостор. Тоа е злосторство, да, јас се согласувам со се ово што беше кажано од ваша страна. Јас мислам просто дека всушност народот сгреши кога го избра Заев за премиер, односно кога донесе таква власт, која има сите тие карактеристики во положба да може да регулира тие работи, да може да на некој начин прави една голема штета на Македонија и сега многу тешко да се запре тој процес. Како би рекол Бранко Цренковски, народот е во право и кој греши? Па сега тоа нормално е политичка флоскула, меѓутоа јас секој пат не се согласувам, народ може да биде заведен и излажан и изманипулиран и всушност но не може да биде амнестиран за своја одлука. И ако народот нели велиме дека бил на висината на задачата на 30 септември, во други временски периоди народот не бил на висина на задачата. И ово што сега ни се случува, не ни од Господ паднато, тоа е сплет на наши погрешни политички лоши проценки, лоши избори. Лоши избори во минатото, така е. Во минатото, значи тоа не е апсолутно од Господ паднато, тоа е одработено, заслужено. Одработено, да. Меѓутоа грците имале таа стратегија, да кажем, уште 93 година тие всушност отишле во Обединетите нации со таква цел да всушност македонскиот идентитет исчезне, да се биде негиран, да не биде признаена Македонија по тој македонски идентитет. И всушност таму кога гласале во Совет за безбедност и Генерално собрание, всушност луѓе амбасадори во Совет за безбедност не разбрале дека не се работи просто за некоја разлика врзана за името. Докато всушност тука се работи во нашиот случај за спор околу национален идентитет, а тоа не може да се спорува кога некој влиза во Обединетите нации. Вие бевте председавач на Генералното собрание на Обединетите нации, значи можевте директно прво да видите атмосферата во рамки на Обединетите нации, а второ да ги проучите тие резолуции и документи. Зашто всушност денес преговарат Македонија и Грција со посредство на немици? Ние разговараме за разликите околу името и така како ќе биде во Обединетите нации регистрирано. А не разговараме околу тоа како се вика оваа држава. Таа се вика Република Македонија. И не знам зошто и тоа се проблематизира на начин кој воопшто никаде не е ниту запишан, ниту па од нас тоа некој го бара. Впрочем, најдобар доказ за тоа е признавањето од повеќе од 130 држави во светот на нашата држава по тоа име, може значи одноставното име. Па дури и Срđan Керим, кој беше председавач на Генералното собрание, кога сме имали интервју со него, на конкретно прашање за што се разговара, не за што се преговара, туку за што се разговара во Обединетите нации, тој беше само за прашањето или разликата околу името. Биејќи таа беше во еднина ставена. Разлика околу името, нели така гласеше на резолуција што 93 година усвоена. Така, да, тука ми е на маса таа резолуција, меѓутоа просто таква една формулација, такво едно обяснување од Срđan Керим не пие вода. Всушност, ниту наши политичари, ниту Срđan Керим, ниту таа екипа што беше 93 година во Обединетите нации, не можела да разбере дека всушност се работи за проблематизирање на националниот идентитет. Мислам дека ни странските дипломати не може тоа да го разберат. Ситуација во Обединетите нации е специфична затоа што има флагрантно кршење на меѓународното право во резолуцијата 817 за Македонија. За Македонија, кога се воведува една непозната пракса, една непозната неправна институција, референца или деноминација, бидејќи со таа референца всушност некој што има изворен легитимитет да носи едно име, има право на самоопределување сопствен правен идентитет, всушност тоа право му изнегирано и ставена една резолуција со која автоматски ова станува дискриминирана членка кога влиза во Обединетите нации. Значи тако нешто е. Ние сме дискриминирани. Дискриминирани. Практично. Ако вие сакате да се вработите во Дојче банка и аплицирате, не знам, како Игор Јанев или јас како Васко Ефтов, Дојче банка да дојде да ви речи, се извинувам, како Игор Јанев не може да биш вработен во Дојче банка, иако ви нудиме најдобри услови.
мора да го смениш името, да бидеш Игор Северен Јанев или Игор Ново Јанев или Игор Горно Јанев. Да. Отприлика. Значи, Тоа е видна уцена. Тоа одговара на тоа. Тоа е видна уцена која нема правно никакав основ, значи со тако нешто не може да се уценува никој. И јас ако морален човек, и Киро Глигоров да беше морален човек, ви сега зборуваме отворено, јас не би влегол во Обединетите нации. Јас би се откажал и од членството на Обединетите нации. Тоа што се поставуваше како безбедносен проблем. Тоа не може да се постави. Приемот на Македонија тоа се поставуваше како безбедносен проблем, знаете. Да. Меѓутоа судско мислење вика такви работи не може да се поставуваат како имаше војна во Хрватска, имаше војна во Босна и Херцеговина, 5 или 6 години подоцна беше на НАТО интервенција во Косово. Македонија како балканско клучно прашање веројатно се плашеше да не биде зафатена од тој балкански виор или од тие балкански војни таа 92-93 година. Веројатно под некој притисок е направен еден таков чекор. Сега одеднаш тоа не е безбедносно прашање. Да, сега одеднаш не е безбедносно прашање, може да се завери цела работа во регистарот на Обединетите нации без Совет за безбедност и без Генерално собрание. И сега, значи, всушност ние имаме една ситуација кај што можеме да заклучиме дека ние сме излажени. Тоа е значи една чиста муљажа, што би кажале Срби, една превара, кога ние влеговме во Обединетите нации без име, значи тоа не сме да се прави под било кој изговор. Убави епитети српски употребата. Муљажа, да. Ми се допаѓат. Да, па добро, тоа е адекватно ја осликува ситуацијата. Ситуацијата, значи ако некој сака да ве излаже, ако сака да измисли некои изговори, што викате, и ако сакате на некој начин да те уцени со нешто. Со мучки. Ние со мучки сме примени. Со мучка, да. Тука е направена дебела мучка, не се работи за обична мучка, тоа е софистицирана мучка. Некој мислел тоа како да го направи. Тие најаво дека на денот на албанското знаме ќе ја промовират војската на Косово. Па се промовира војската, дури и оној вице-премиерот, значи не Рамош Харединај, кој кажа дека нема надворешна политика, нели американска имал во латиница, сега веќе и Бежет Пацоли кажува дека идејата за корекции на граници била добра идеја. Последниот пат прашањето дека на територијата на Република Македонија треба да бидат стационирани сини шлемови ја дава тогашниот генерален секретар на НАТО господинот Робертсон, тој 2001 година, векот на таа граѓанска војна во Република Македонија. Тогаш се спомнуваше бројка некаде околу 20.000 сини шлемови кои треба да бидат распоредени долж таа линија на разграничување помеѓу структурите на УЧК предводени од Али Ахмети и официјалните македонски власти. Денес гледате како суптилно се подгреваат меѓуетничките тензии. Па има одредени протести во Тетово, има во Гостивар, има одредени немили настани во Скопје. Сето тоа како да е пледоје на некое глобално решавање на трите отворени балкански прашања: Босна, Косово и Република Македонија. Затоа велам, опасноста од сини шлемови постои. Ако не се договорат американците и русите, тогаш многу лесно Македонија мора да биде жртва или може да биде жртва на тој нивни недоговор, да биде членка на НАТО или да не биде членка на НАТО. Сето тоа го ќе погледнеш паралелно со кризава политичка од 4 години во Република Македонија и хаос во безбедносниот систем. Изјавата на Панос Каменос. Така, и плюс неговиот план. Кој де факто, кога ќе го анализирате планот на Панос Каменос, нели? Да. Во 3 фази, вие всушност сваќате дека тој ја третира Македонија кој што го третира Кипар. Дека ако грчката армија може да интервенира да влегува во Кипар од безбедносни причини. Само Грција има армија која може да интервенира овде. Ни една друга бугарската армија не може до Паланка да стигне. Името на Република Македонија треба да биде решено до декември. Зоран Заев инсистира тоа да биде решено до крајот на јануари, меѓутоа меѓународната заедница инсистира тоа да биде решено до крајот на декември. Нема да има предвремени избори, ако ВМРО ДПМН не побара предвремени избори, нема да им биде дозволено да организират или да барат предвремени парламентарни избори. Ако Зоран Заев побара предвремени парламентарни избори, ќе излези некој од меѓународната заедница и ќе се закани дека ако бидат организирани предвремени парламентарни избори, ќе биде повлечена препораката за Македонија за членство во ЕИ во НАТО. Значи, веројатно нема да има предвремени избори и веројатно името ќе треба да биде решено некаде до крајот на оваа година. Ако тоа не се случи, Македонија ќе влезе во една многу нестабилна политичка и безбедносна криза. Затоа велам, Македонија лавира помеѓу две крајности: членство во НАТО или сини шлемови на незината територија. И што очекувате вие? Последно прашање. Последно прашање е сериозна безбедносна криза која ќе има последици на регионот и ќе се искористат тие безбедносни кризи за да се затвори регионалното прашање. Дали ќе бидеме НАТО или не, реални се бруталниве проекти што ги буткаат на начин во парламентот, сите гледаме, ама реално и тоа ништо од тоа да не успеа, да влеземе претходно во некаква безбедносна криза,
и да буквално со безбедносната криза, решавање на целиот регион, Косово, Босна и Македонија, НАТО да биде второстепено прашање. Еве го грчкиот одговор на тоа во наводници турско мешање во македонските внатрешни работи или во тоа мешање помеѓу тој македонско-грчки спор околу името. Грчките политичари, првенствено Ставрос Теодоракис, кој е лидер на таа партија потами, велат или во грчкиот парламент имат објавувано документи и докази дека турците инсистираат на отварање на турски бази на територијата на Република Македонија. Неколку пензионирани грчки генерали кои стоја за тие протести во Солун и во Атина го отварат исто така тоа прашање. Тоа значи клучниот грчки став. Ако Турција отвори воени бази на територијата на Република Македонија, тогаш Грција ќе се најде во една многу незавидна позиција. И планот на Панос Каменос, грчкиот министер за одбрана, да се отварат 5 нови бази на границата со Турција, всушност значи превенција на Грција, Турција да не ја прескокне територијата на Грција, да не направи нека нова Вија Игнација, да се стационира на територијата на Република Македонија и оттаму Турција да го контролира целиот Балкански полуостров. Со не навите. Истата ова партија. Без малку истите овие луѓе, кои 98-99 година го обвинува Васил Топурковски, тогашната влада на Лјупчо Георгиевски, дека безбедносно ја разорира Република Македонија со признавање на Тајван и тоа им дало повод на кинезите, нели, да прекине оној мандат на УПНОФОР во Република Македонија, тоа е 2000 година, а веќе 2001 година има прелевање на косовската криза и влез на војни структури, паравојни структури УЧК, ОВК од Косово на територија на Република Македонија, нели тогаш веле дека всушност е дестабилизирана Македонија, веќе УПРОФОР е повлечен од Република Македонија, повлечен бидејќи Македонија го призна Тајван и Кина не гласаше за продолжување на мандатот на УПРОФОР. Значи истите тие луѓе се велат не постои безбедносен проблем. Ова прашање не е безбедносно прашање во Република Македонија. Или името на Република Македонија. Да. На некој начин всушност не треба да се разгледа ова во Советот за безбедност. Да, на некој начин кога требаше ние да разговараме и преговараме, вика ние немаме друга опција, ние мора да преговараме. Не постои друго решение за проблемот. Проблемот бил безбедност. Сега кога всушност е направена таа спогодба, кога треба да заврши процедура во едно и друго собрание и во грчки парламент, значи одеднаш проблемот е таков што не треба да оди да се затвори во Советот за безбедност, не треба да оди да се затвори во Генерално собрание, треба само да се регистрира како спогодбата, да се депонира во регистарот на Обединетите нации. И ние треба да се правиме глуви и слепи и да велиме дека државниот секретар за одбрана господинот Матис не беше во Македонија пред 2 месеци, не учествуваше во референдумската кампања, не велеше дека треба да се спречи Русија да не го прави во Македонија тоа што го има правено на други места во Европа, во САД, истини изборите во Соединетите американски држави, Велика Британија и на други места во Европа. Гледате, значи они го издигнува тоа на ниво на мешање на Русија, Македонија да не стане членка на НАТО, значи му дават драматичен безбедносен контекст, бидејќи ако вие не станете членка на НАТО, кој е воен сојуз, тоа е безбедносно, а не политичко прашање пар екселанс. И одеднаш велат, не, тоа веќе не е сега безбедносно прашање. Откако вие така го поминавте референдумот, откако парламент со 8 уценети пратеници е сменето името или влезено во процес на промена името, тоа веќе не е безбедносен проблем. Тоа е веќе политичко прашање. Тоа е веќе за нив такво прашање какво они сакаат. Оти они го стават во тој момент во она призма која нив им одговара. Оти кога гледате на пример тој записник тамо за резолуција 818, тамо се вели дека стиринг комити што беше тој што требаше да расправи во Европска унија за проблемот со Македонија, тој вели дека всушност иредентизмот потекнува од самото име Македонија. Значи, всушност, тој сакал да извлече безбедносен проблем, да го направи безбедносен проблем од самото име, кое демек произведува иредентизам. Ние во меѓународно право знаеме дека тоа е лажи, дека тоа е муљажа од најобичен карактер. Ова вест е од минатата година, поточно 29 декември минатата година. Јас сум ја спомнал во некој од емисиите во текот на јануари оваа година и таа вест вели, почитувани гледачи, дека партијата на Тајип Ердоган ќе отвори своји представништва во Македонија и во уште 6 други држави во светот. Тие 6 други држави се 5-те најголеми светски сили, тоа е Русија, Америка, Франција, Велика Британија и Германија, и освен на нивната територија ќе отвори свое представништво партијата на Ердоган и на територијата на Република Македонија. Што тоа значи? Дека за партијата на Ердоган, за Тајип Ердоган, за официјална Турција, Македонија е една од 6 најзначајни стратешки држави во светот. Ако отворат свое представништво, тогаш тие кажуваат Македонија е во зоната на нивно влијание. Тоа ги плаши грците. Тоа е клучниот проблем на тие односи помеѓу Македонија и Грција надвор од прашањето на името. Ако партијата на Тајип Ердоган
отвори свое представништво на територијата на Република Македонија, тогаш Македонија е стратешки сојузник на Турција. Тоа нешто значи на Балканскиот полуостров. Би сакал како врвен експерт по меѓународно право да ми искоментирате неколку изјави. Например, изјавата на Русија, веднаш после референдумот, од руското министерство за надворешни работи, или Русија ќе бара за договорот со Грција да се расправа во Советот за безбедност. Значи, Русија ќе бара да се расправа во Советот за безбедност. Има ли право Русија да бара, после референдумот во Република Македонија, после ова што се направи во Македонскиот парламент, да бара за договорот со Грција да се расправа во Советот за безбедност? Всушност, руските експерти и така натаму, кои следат таа ситуација на дневна основа, знаат дека таму на референдумот целиот тој процес со Преспанскиот договор е мртов. Во тоа смисла, всушност, преговорите или разговорите завршија. Зашто тие велат руското МНР, значи руското министерство за надворешни работи, посебно им пречи, што и покрај фактот дека 2/3 од македонското население не гласало во корис на Преспанскиот договор, резултатот од гласањето веднаш биле поздравени од водачите на ЕУ и НАТО, како и од официјален Вашингтон. Да, тие знаеле резултати пред да се гласа. Значи во собранието на руското МНР пречи. Они сакаат да кажат дека референдумот е неуспешен. Неуспешен е точно, да. Значи тие се на линија на Ѓорги Иванов. Всушност тој повик до Ѓорги Иванов да се направи координација меѓу Русија и председателот, да се на некој начин цела таа работа демаскира во Обединетите нации. Има мандат Ѓорги Иванов тоа да го направи. Он е според уставот примус, значи за водење на дворешна политика. Меѓутоа не ни притиска во Уставниот суд тоа да се дефинира. Дали тој има активно учество во меѓународната политика? Па според уставот има еден член што вика дека сите тие најважни договори може да ги склучи само председателот на државата. И сега овие му се заканат со импичмент, а тој не го користи своето право, нели, да изврши притисок политички, Уставниот суд да се произнесе, да се види дали председателот е заобиколен, дали председателот има примерна одговорност да се грижи за меѓународно представување или меѓународна политика на Република Македонија. Ако така, тогаш Иванов има право да побара во Советот за безбедност. Има право зашто тој беше заобиколен кога требаше таа најважни договори да се склучат како договорот Преспа, според македонскиот устав, значи тој требаше да биде тој што ќе го потпише. А тој всушност не беше ниту во еден момент информиран за тек на преговорите со Грција и всушност тој значи укажа на една големо пречекорување властвување од страна на МНР. И всушност тука бевме значи сведок и во таа една ситуација дека се гласаше во собрание, а без неговиот потпис. Немаше акт за кој се гласа во тој момент во собрание. Значи, според вас противуставно? Тоа е противуставно затоа што кога одиме ние во собрание да гласаме за нешто, треба да има тој значи потпис, таа ратификација потпис. Да биде ратификувано. За да биде до крај ратификувано. Тоа беше ратификувано. Со потпис на председател. Со потпис на председател. И со потпис на председател објавено во службен вестник. И во службен вестник. Ако немаме тие елементи, немаме основа за ниту прашањето на јазикот, или употребата на албанскиот јазик, ниту прашањето на тој Преспански договор не е потпишан од председателот. Не е потпишан и не е стапил на сила, мислам. На вчерашниот референдум народот го отфрли Преспанскиот договор. Со негласање, народот јасно се изјасни против избрзани, наметнати и штетни решенија, донесени без претходно постигнат национален консензус. Тивкото мнозинство одлучи. Бојкотот е гласот на оние кои се подценети и не се слушнати. Пораката од народот е испратена до оние кои мора да ја слушнат. Реалноста е дека референдумот не успеа. Не се обидувајте да ја измените оваа реалност. Не ја подценувајте суверената волја на македонскиот народ. Не може да се зборува за волја на мнозинството во услови кога не е исполнет законскиот цензус за референдум. 36,9% излезеност не е волја на народот, туку 63,1% кои не излегува. Значи се заобиколува Советот за безбедност. Бидејќи тоа не е безбедносно прашање. Се заобиколува председателот на државата и ние имаме едно класично Потемкиново село. Точно. Одредено дете кое тука ни е како кукавичко јајце пикнато во Република Македонија и ние све што не ни одговара се абстрахираме од тоа, не гледаме ни лево ни десно и ко коњи она кои ќе им стават нели оние трки на киподромите, трчаме само напред и усвари всушност не гледаме каде трчаме, кај е крајната цел, што треба ние да направиме ако ги
изигруваме сите и меѓународни стандарди, домашни закони, и ингеренции, така натаму и така. Па тој, мислим, Заев си има цел, мислам, не е дека сите нема цел. Ако јас, на пример, или Иванов нема цел, Кога мислев или на некој... хиподроми, на коњи, не мислев на Заев, мислев метафоричко, да. Метафорички, да. кажемо, Меѓутоа, конкретно, Заев си има некоја цел таму да остане на власт. Препоставам дека основната цел е таа, и сега сите други целите се, како во макиавелизам, подвргнати на таа основна цел. Никој до сега на Балканот се нема дрзнато за останување на власт да направи таква работа. Тоа е исто точно, да. Меѓутоа сега веќе Иванов, ако знае што се подготвува импичмент, јас колку што имам информации, не се тие 100% поуздани, нели? Меѓутоа јас имам информација дека импичментот е веќе напишан. За Иванов, затоа што просто кога ќе заврши ова работа во парламентот, пак ќе дојде кај Иванов на подпис. И нема да подпише. И овој нема да подпише, но овој ќе му удрат импичмент, па по импичмент талат ќе подпише. Чому што тога се подготвува за УЧК или за ОВК, за висока позиција во УЧК, уште кога е во Пирот, во касарната во Пирот, значи велите проучува оружје, значи уште тогаш Талат Џафери е дел на тој систем. Još u JNA je postojala organizacija oficira koji su završili Vojnu akademiju u Zagrebu, Vojno-tehničku akademiju, i koji su završili Vojnu akademiju u Beogradu. Kada su došle one 90. godine, najveći broj, gotovo svi, su napustili vojsku. Najviše ih je otišlo u Švajcarsku i Nemačku. Negde u Švajcarskoj, to se malo zna, je bilo više centara za obuku, isto tako i u Nemačkoj, gde su obuku onim Albancima koji su tamo bili na privremenom radu držali upravo ovi profesionalni oficiri. Isto kao što su 98. i 99. godine u Albaniji sa albanskim oficirima obuku držali i oficiri koji su došli sa Kosova i Metohije, koje ja neke čak i lično poznajem. Знаете, господин Јанев, од 7 март 2017 година Иванов испраќа писмо кај што ги информира клучните меѓународни фактори со состојбата политичка во тој момент во Република Македонија. Писмото на Иванов од 7 март 2017 година, значи пред година и пол дена, е испратено до Доналд Туск, значи председателот на Европскиот совет, до генералниот секретар на НАТО, значи безбедносно прашање, господин Столтенберг, и до двата вели стратешки партнери на Република Македонија, тоа се Соединетите американски држави, господин Доналд Трамп, и председателот на Турција, господинот Реджеп Тајип Ердоган. Значи не е испратено до Русија. Значи Иванов на 7 март 2017 година, дали поради политички страв, дали поради политичка опортуност, не знам, меѓутоа не е смета Русија дека е стратешки партнер. Па не, тоа е политички страв, тоа е јасно, мислам. Ама не може сега Иванов, ако испратил писмо на 7 март 2017 година, кај што не ја смета Русија за стратешки партнер Република Македонија, сега одеднаш да ја смета Русија за стратешки партнер Република Македонија и да бара од Русија таа да го отвори тоа прашање во Советот за безбедност на Обединетите нации. Па тоа е политички некоректно. Некоректно тоа е политичка кратковидост, мораме да признаеме. Кратковидост може би е, меѓутоа сега кога русите сами нудат таа опција, јас би му препорачал на председателот Иванов всушност да го повика амбасадорот, да стапи во контакт со руските, да кажеме, органи кои се соодветни за тоа прашање и да се направи една излазна стратегија, затоа што по паѓање на Иванов, по импичментот кој така и така ќе му направат, всушност они може би сакаат да одат и понатака да го стават во затвор. Сега јас веќе, на пример, ако сум председател, ако знаем дека утре ќе одам во затвор, мене не ми пречи да стапим во контакт и со руска амбасада и со Путин и така натаму. Овие се тешки не. Анализи кои ги правите. Дали ова не значи дека Македонија е на чекор пред носење на сини или на плави шлемови на незината територија? Ако се проблематизира целиот процес, а финалето на целиот процес не треба да биде во Обединетите нации, туку треба да биде прием на Македонија во НАТО. Вие гледате што се правеше во Црна Гора, па дури имаше обиден или со обвинување дека државен удар ќе биде спроведен од Црна Гора за Мило Џукановиќ да не е внеси Црна Гора во НАТО, иако 99 година Црна Гора беше исто бомбардирана од таа НАТО структура која што беше и Србија бомбардирана, и Србија се сака да биде неутрална, но Црна Гора е веќе членка на НАТО. Ако така се води мак на конец целата работа, тогаш Македонија е на праг на еден сериозен безбедносен конфликт.
Сигурно, Дали тоа значи сини шлемови може да дојдат во Република Македонија? За тоа треба резолуција пак да се донеси. И сега, како што јас гледам работа, всушност тие немаат некоја интенција да прават такво нешто со сини шлемови, ќе пушат тука народ да се истепа. Прво македонците со македонци, македонците со албанците, албанците сега има отворен устав, значи ова им е историска шанса они да метнат дека се конститутивен, дека се државотворен народ, дека сакат конституционална председател, сето тоа да се метне во уставот. Ако сега кога е отворен устав, тоа не го направат. Но ако тоа го направат, тоа што е веќе вовед во војна, граѓанска војна. Значи пред 10, пред 15 дена, на средба со Ердоган, со турскиот председател, Иванов добива формулација или добива теза или став на Тајип Ердоган, го кажува турскиот став и вели: ние први го признавме уставното име на Македонија и од ова не мрдаме ни лево ни десно. Значи Тајип Ердоган вели: Турција прва го призна уставното име на Република Македонија и од тоа не мрда ни лево ни десно. Како вие го толкувате таквиот став на Тајип Ердоган? Ќе одам чекор понатаму. Една година поранешни грчки генерали, безбедносни експерти, го проблематизираат прашањето околу договор за името и велат Турција е на чекор да отвори свој бази на територија на Република Македонија. Значи поранешни грчки генерали, членови на Генералштабот на грчката армија, не отврлат можноста дека Турција сака да отвори свој бази на територија на Република Македонија. Може ли да се случи ако Иванов ја има побарано Турција или ја дефинира Турција како стратешки партнер да побара Турција да интервенира не само политички? Турција сигурно треба да интервенира и Турција треба на некој начин да помогне на Македонија во Генералното собрание. Ако не може Македонија сама да истурка, значи Турција треба стратешки партнер да побара резолуција со која ќе се продржи членството на Македонија под уставно име Република Македонија. Значи тука е природно на Турција тој фактор што има силна дипломатија, што има интерес противен на грчкиот интерес и што може да истурка една таква резолуција со неврзаните со 140 земји што не имаат призната под уставното име, се гласа со просто мнозинство, во сала нема да биде повеќе од 100 земји. Турција може да на некој начин мобилизира тие сили во Генералното собрание да се цела ствар работи заврши во Генералното собрание на Обединетите нации. Можеме ли за да го анализираме македонското прашање, барем една минута да го анализираме кипарското прашање? Таму има спротивставени интереси на Турција и на Грција. Да. Што е суштината на кипарското прашање во 5 реченици? Па суштината е дека тука имаме еден, да кажеме, една држава, меѓународен субјект за кој всушност имаме еден конфликтен интерес меѓу Грција и Турција. Еден дел од таа територија всушност е под контрола на една држава, Турција, другиот на Грција, и тука имаме стално една, да кажеме, латентна конфликтна ситуација и едно разграничување кое е под присмотра или под протекторат на меѓународни сили. Значи тука Панос Каменос пред 3 недели, пред 4 недели на средбата во Пентагон и во Стејт департаментот го отвара прашањето за план Б, ако не успе Преспанскиот договор или договорот од милици. Планот Б значи безбедносен чадор во кој ќе биде вклучена и Република Македонија. Подоцна паѓа министерот за надворешни работи, доаѓа до криза во владината коалиција, оставка поднесува Коцијас и Коцијас некаде пред 10 дена дава интервју на една од националните грчки телевизии и ноvinarот го прашува дали Панос Каменос со планот Б де факто сака да ја третира Македонија како Кипар.
да може грчка армија или грчка војска, значи тоа е пледоето на тоа прашање, да влегува и безбедносно да интервенира на територија на Република Македонија. Дали планот Б на Панос Каменос всушност значи меѓу редови или со некоја обланда плави шлемови на територија на Република Македонија под некое покровителство на Обединетите нации, на НАТО или било која друга структура. Дали така го читате тој ракопис на Панос Каменос? Според мои информации, всушност, Каменос сакаше да го обори Коција, сакаше всушност да минира целиот Преспански договор и цела таа, да кажеме, ситуација со Ципрас, всушност, само еден заклучок. И да спречи турско воено влијание во Македонија. Ако е планот на Каменос реализиран, границата на НАТО ќе биде граница помеѓу Грција и Турција. Значи нема да има НАТО бази на територијата на Турција. Затоа Панос Каменос бара 5 нови бази. Да ја помести, да ја врати према Европа границата на НАТО структурите. И тој безбедносен чадор на Панос Каменос помене, значи дека Грција го третира македонското прашање исто како што третира кипарското прашање. Па тука има некои сличности, меѓутоа сите тие безбедносни анализи, мислам, на некој начин сега се ипак артикулирани со некои ставови кои не можеме да кажеме генерализираме до крај. И во таа смисла јас би се држал до тоа дека всушност целта на акција на Каменос беше минирање на Преспанскиот договор како таков. Дали овој тука има други елементи, тоа е. Меѓутоа треба да на некој начин се има предвид дека всушност Русија е таа која не сака да види Македонија во НАТО. На крајот на криштата и во воздухот лебди, тоа се чувства, почитувани гледачи, дека ние се наоѓаме пред некоја нова Јалта. Светот функционира вака несовршено, бидејќи тие принципи воспоставени во Јалта некаде 45-та година веќе не постојат после ресторањето на Советскиот сојуз. Неминовно е, неопходно е да биде формирана нова Јалта, да бидат наново поделени зоните на влијание и зоните на интереси. Се доека така, ако ние се обидиме да глумиме некој играч кој ќе може да воспостави нови зони на влијание или нова Јалта на територијата на Република Македонија, ќе завршиме ко македонците во Грција во текот на граѓанската војна. Ако ние го направивме тој избор, досеќа имаше војна во Република Македонија. Знаете, ние сме премногу кревки, премногу поделени, македонци, албанци. Значи ние не можеме да имаме една линија на меѓународна политика. Бидејќи тоа не прави исклучително кревки, знаете. Кревки сме ние и од тоа што имаме само еден правац на делување. Секој од овие балкански држави, Србија, Босна, Хрватска, дури и Словенија, тие се водат, да кажеме, политика усмерена и кон истокот и кон западот. Ако имате само усмерение кон западот, проба Милошевиќ да има политика према исток, ќе бомбардира Србија 99 година. Проба Бојко Борисов да глуми нов Тито на Балканот, го симна од власт. Проба Ердоган да се прави поголем лидер од тоа што му беше дозволено, имавме криза во турската економија. Видите, ко такви големи сили, посебно Турција, Грција проба регионално да решава проблеми, па и се случи економската криза. Нема балканска држава која може да го издржи притисокот од Македонија 3 години под перманентна политичка, да не речам економска, да не речем безбедносна криза. Да. И ако седниме да анализираме, ќе видиме дека трите држави кои 2008 година не станаа членки на НАТО, на самитот во Букуреш, тоа е Украина, тоа е Грузија и тоа е Република Македонија, поминаа низ сериозни безбедносни и политички кризи. Знаеме што се случи во Украина, знаеме што се случи во Грузија, гледаме што се случи во Република Македонија. Тоа е се точно. Меѓутоа, еве ако гледаме конкретно придонес на Русија кој може да го направи во врска со Македонија, таа може целата работа за 2 до 3 месеци, доколку ние се откажеме од НАТО аспирации, може да истурка уставното име Република Македонија во Обединетите нации. Ние сме непаметни на светот. Таму Белгија, во Германија, во Италија, не зна дека така може да си ги решат проблемите, со Русија ќе се површат и све им е решено. Очигледно дека не е тоа рецептот, дека тоа може би води до една многу подраматична безбедносна криза во Република Македонија. Ако ние тоа го направиме, значи плави шлемови, нема ние да бараме, сами ќе ни дојдат. Тоа на цело време што сакам да ви го кажам. Па, ево конкретно, ако се носи одлука за плави шлемови за Македонија, Русија ќе стави вето, ако всушност од тоа гледа, да кажеме, една ситуација која може дополнително да биде комплицирана за нивниот интерес. Значи, нема да дозвола или Америка, или Русија нема да... Сака ли Русија да ја види Македонија во НАТО?
Ако сака Македонија да го реши уставното име, Русија понуди, да кажеме, опција со некои, да кажеме, фактори. Мислим дека иста средба оствари и овој Јанко Бачев со овој рускиот советник. Не, ќе умолам се, немојте за маргинални политички фигури. Дали според вас Русија сака да види Македонија во НАТО? Дали Русија Русија не сака, значи ту Русија ќе направи направи све Македонија да не биде во НАТО. Точно, значи Русија ќе А Америка направи ќе направи све Македонија да биде во НАТО. точно. Можеме ли, господине Јанев, ние тоа да го издржиме? Видите, ние сме на линија огнат. Апсолутно тоа што кажуваше Кери пред 3 години. Да, ние бевме И и ова порано. што сега ни се случува е поради тоа што сме линија на огнот. Да, И меѓутоа Путин дополнително се живно фрла оган. Не дека мене тоа ми пречи. Но велам, го анализираме од безбедносен контекст. Под безбедносен аспект, Столтенберг јасно лани каже. во мај, на средба со Иванов, на денот на словенската писменост. Намерно земав од бугарски весници, да не рече дека цитирам македонски весници и да не рече дека македонските весници погрешно ги има тоа пренесено. Вели дека денес за нас е специјален ден, значи мисли на Русија, тоа е денот на словенската писменост, а словенската азбука и литература се дојде кај нас, значи во Русија, од македонска земја. Ако Кирил и Методи потекнуваат од Солун, ако тоа солунско говорно подрачје е земено за правење на таа словенска писменост и азбука, и ако Путин вели дека тоа доаѓа од македонска земја, дали тоа не е флагрантно мешање во внатрешни работи на земја членка на ЕУ, земја членка на НАТО? И дали Путин со тоа всушност не долева бензин на огнот кој така постои на Балканскиот полуостров? Јас мислам дека тука Путин праќа сигнали. И всушност после сите овие интервенции од Западот, кои не условуваат со членство во Европска унија, со членство во НАТО, оти ние со широки раци сакавме да станеме членка на НАТО. Со сите наши потенцијали, дури со смена на името, сакавме да станеме членка на ЕУ. Меѓутоа, кога нешто не иде, не можеш со глава кроз зид, нели? Да одиш, и нормално тука сега свој интерес има и Русија. И Русија на некој начин не сака да види Македонија во НАТО, нуди, да кажеме, некои опции да помогне во врска со решавање проблем за името. И сега ние имаме една ситуација дека ако не прифатиме таа подадена рака од Русија, прв кој ќе биде на список за отстрел, по денес слушаме утре ќе оди Груевски у затвор, втор, да кажеме, ќе биде Иванов. По пагање на Иванов, власта во Македонија ќе преземе прошиптарска гарнитура на Заев. Албанска, мислам се. Проалбанска, добро, проалбанска, да не ги навредуваме луѓе. Значи, проалбанска, значи ќе работи на креирање на голема Албанија. Значи, еве, наједноставно од безбедносен аспект, јас ќе кажам следното, сите да може да разбереш што сакам да кажам. Значи, со зачленување во НАТО, ние всушност не помагаме на македонската безбедносна стабилност, туку правиме услови за креирање на голема Албанија. Сите тие од ВМРО кога гласа заедно со СДСМ, заеднички сите биле и направиле декларација за влез во НАТО. Пред неколку месеци тоа беше, во собрание. Ниту еден од нив немаше, да кажеме, доволно безбедносна култура да размисли, да свати дека со членство во НАТО ние всушност помагаме концепт за голема Албанија. Тоа е антимакедонски концепт, затоа што голема Албанија не е компатибилна со опстанок на Република Македонија. Што е денес клучот на конфликтите на Балканскиот полуостров? Има 100 поголеми или помали причини за тие конфликти, меѓутоа два се клучни конфликти според мене, или два основни вируси за можни конфликти на Балканскиот полуостров. Едниот вирус е некаде пред 150 години, вториот вирус е некаде пред 20 години уфрлен на Балканскиот полуостров. Првиот вирус е голема Бугарија или Сан Стефанска Бугарија, вториот вирус е голема Албанија или територија во која ќе влезат и делови на Република Македонија. Сушност, тие две мегали идеи, тие два вируси за голема Бугарија или голема Албанија се закануваат да ја дестабилизираат Република Македонија. Ко последен пат ние се спротиставивме на договор на големите сили, а тоа беше договорот кој е направен во Јалта. 50-50 поделба на Југославија и на Балканот, во Егејска Македонија се случи погром, се случи геноцид. Значи, последниот пат, кога решивме да глумиме големи играчи, нас не се случи геноцид во Егејска Македонија. Дали сме ние на прак на нов геноцид, ако продолжиме да глумиме големи играчи и да сметаме дека можеме со едно око да намигнуваме на американци, со друго око на руси, или не дај Боже да го затвориме едното око за едните или другото око за другите. Дали ние не се соочуваме сега со една драматична можност за дестабилизација на Република Македонија и да станеме членки на НАТО, но и да не станеме членки на НАТО. Знаете, сега сме у ситуација што и да направиме.
да имаме сериозна штета. Било што на некој начин да се направи во овој момент, ќе има сериозна штета. Значи, сега ние можеме да отфрлиме сите предлози на Русија и целосно се свртиме до Столтенберг, ќе добиеме она само смените го името, смените го идентитетот, смените се по грчкиот терк, обезличите се и нема проблем, ќе влезете следниот ден во НАТО. Меѓутоа, додека ти завршиш цела таа работа, веќе целата државност ќе се урне, ќе изгубиме не само државен суверенитет, не само независност, ние ќе изгубиме и државната територија. Еднаш кога губиш суверенитет, губиш и територија, тоа да не се човек лаже. Нас не споредуваат со Украина и со Молдова или со Молдавија. Тие се поинаква ситуација. Украина е постабилна ситуација. Овде ние имаме еден милитантен фактор во Македонија кој влезен во влада. И Украина има опасност да биде поделена помеѓу Полска и помеѓу Русија. Не, тука ми имаме една Молдавија еден е руски, еден е романски дел. Да. Македонија, согласно договорот кој беше направен со Бугарија и со одредени историски реминисценции на договорот од Александров и Хасан Приштина, требаше де факто да биде поделена по кипарски модел на бугарски и на албански дел. Да. Тоа Грција не го прифати, тоа србите не го прифаќаат. Да. За да биме до крај честни. Втор шеф на УДБА српска е пратен за амбасадор во Република Македонија. 2001-2002 година беше пратен еден, сега е пратен втор. Да, беше Начко и сега е друг. Да. Тоа значи дека Србија има интерес да влие во Република Македонија. Инаку не би било нормално два пати шеф на српска УДБА да биде пратен во Република Македонија. Да, и ние бевме наивни, па ние пративме наш поранешен директор на Агенцијата за разузнавање, Виктор Димовски, да биде амбасадор во Србија, давајќи им алиби да можат они тоа да го прават. Значи, гледате, сите балкански држави сега сакаат да интервенираат во Македонија. Да. Се отвари источното или повторно се отвара македонското прашање. Секогаш кога се отвара македонското прашање, Балканска војна. Да. Меѓутоа јас не би придавал големо значење. Значи, човек да бил толку голем експерт за тие удбашки работи, не би се нашол во тој момент во парламент па да прави селфи. Мислам, каков тој е да кажеме голем шпион, агент или било, не знам како му беше име овој последниот што беше. Живалевиќ. Тој не беше. Живалевиќ, да. Тој беше агент, значи тој не беше амбасадор, тој беше агент. Резидентура беше таму во Република. А колку што ми јасно тука и Виктор Димовски кога беше, јас лично имав, тоа е всушност еден, да кажем, повеќе научен работник што се повеќе бави со научни трудови отколку што можеме да го сметаме за некој воровен експерт за но поентата ми е следна. Да. Ако Босна, Македонија и Косово се стават во исти кош, во Босна има меѓународни сили, на Косово има база Бонстил, има меѓународни сили, може би во Македонија ќе има меѓународни сили. Па добро, ако така решат големите сили, јас тука немам ништо против, мислам. Вие не се бунете. Јас не се бунем, се прифаќате. Јас живеем во Србија, имам тука голема плата српска, неколку пати поголема од премиерска во Македонија и просто мене ми е сеедно дали некој тамо ќе донесе, да кажеме, меѓународни сили или нешто. Подобро да има меѓународни сили, јас би кажал, отколку да имаме граѓанска војна. Оти сега ова ситуација како што оди, мислам. Тоа за неколку години Македонија ќе ја снема. Туда да не се лажеме. И тоа е безбедноста на нас. Може сте управо, може не сте. Во ек на целата политичка безбедносна криза во Република Македонија, во Бугарија избива афера со издавање на бугарски пасоши за македонски граѓани. И во целиот тој процес на негирање на самобитноста и постоењето на македонски јазик, македонски идентитет, македонска нација, бугарите како крунски аргумент го вадеа фактот дека 50, 80 или 100 илјади македонски граѓани добиле бугарски пасоши. И одеднаш им се руши целата таа конструкција како кула од карти и се вади аферата дека има фалсификати на бугарските пасоши, бугарските државјанства, дека се дават за 5000 евра и стана огромна афера во Бугарија која се заканува да ја собори бугарската влада. Некој нас ни фрла гума за спасување. И ако бугарите се најголеми негатори на постоењето на македонскиот идентитет, јазик, македонската нација, и као крунски доказ ги користат тие нестрикни бугарски пасоши, некој сега вади афера со токму тие бугарски пасоши. Крунскиот доказ на бугарите дека сме бугари бидејќи земе бугарски пасоши, некој сега го мава од земја. Ја тоа така го разбирам.
Па тука овие бугарите и грците една работа никако не може да ја разберат. Значи, просто македонците немаат резервен идентитет. Значи, тоа е историски, да кажеме, една чињеница, позната работа. И всушност, дори да се прифати теза на СДСМ дека ние потекнуваме од Карпати, па, значи, ако словените доаѓале од Карпати од меѓу 5 и 7 век, нели, нова ера, тоа е, значи, дека ние сме нација од 1300 години континуиран автохтона нација на овој простори, значи. Да земеме, на пример, американската нација, која е всушност е формирана од 20 век. Па се уште ние сме 500 години постари од американците, а никој не им доведува прашање нивното име во Обединетите нации како бивша британска колонија или некој да ги оценува па да бидете вие американци нова Индијана. Ке може ли пред македонската јавност да кажете колку гласови освоивте во Македонија? Во Македонија на парламентарните избори имавме 930, на европските имавме 935. Не, на парламентарните избори, кои што се многу битни за Има само две гласачки места и за Битола и жал Скопје. Еве кажете колку и за се жал мислам дека беа околу 300 гласа, 350 гласа. Не. Не знам колку. 207 вкупно гласови во Да, Скопје. да. А може ли да кажете у Солун колку имаше гласови? Не можам да ви Еве, кажам, јас одговарав за Македонија, Еве, ќе јас ќе ви ви кажам. кажам. 601 глас во Солун гласале на тие парламентарни избори, а 207 во Скопје. Да. На тие тешки пари кои ги фрла бугарската држава. Македонците се бугари, делите бугарски пасоши, прави тоа, прави. Само 207 луѓе на парламентарните избори лани гласа. И што најинтересно, изгубивте у Скопје. Ве победи ГЕРБ. Па ја мислам дека треба бугарска држава да ви шамара, да ви избрка тамо, не да ви дава стратегии за бугарски пасоши да правите. Значи видите вака, демократијата во Българија е малку поразлична од демократијата во не, па една демократија Ние ще не има, правевме да. кампања во Македонија за парламентарните избори, ги оставивме нештата да тука течат. бевте цело време, како Не сум бил тука, имате грешна Вие, информација. Ние Каракачанов, бевме доаѓавте. со Кој не доаѓаше? господин Каракачанов бевме зафатени основно во самата Българија, имавме доста сериозна кампања и затоа направивме таков успех, близу 7%, четврта политичка сила. 207. Ако сакате да го 207 македонци со бугарски Ако- пасоши гласале во Скопје. Така е, тоа е факт, ја не велам дека не е така. 80 за ГЕРБ, помалце за вас. Согласен сум, апсолутно Видите, сте во кој е право, тоа тој- се фактите кој е кога. Кој е тој дебакал? Не, вие ги знаете фактите. Пробавте да ги скриете, да Не, ги не, не, кажете, не се мислите ќе ви сеќавам, доа. јас ќе ви Не, кажам. Ако не се сеќавате, Дали се 200, дали се Шамара во 300? Бугарија веле дека тотално погрешна стратегија водите 25 години во однос на Не е Македонија. така, не е така. Како стоите со математика? Па, горе-долу добро да речеме. Кога ќе поделите 207 Да. со 250.000 пасоши што се фали Божидар Димитров дека дал у Македонија, која тешка децимала ќе излезе на Ето, крај? тоа е разликата меѓу македонскиот поглед на политиката и българскиот поглед на Што е политиката. вашиот поглед? Ето Има каде е. 250.000 државјанства, Сега ќе има ми служи да ви 250.000 објаснам бугари. која е разликата Од тие или- 250.000 бугари ќе им дадете можност да гласат, гласат Господине 207. Ефтов, вие не сте делено на направили анализа на 250 тоа колку луѓе- 0,0001%. Господин Ефтов, не сте направиле анализа колку од тие луѓе гласаа во Благоевград, во Сандански, во Петрич, во Софија. во Кјустендил. Сите тие во Кјустендил. Тие работи сте ги пропуштиле. Значи, нашата цел може ли на тука парламентарните може ли избори само тука да- беше да се уклучиме на место Фино. по самата Българија, не надвор од Баш Българија. убаво што го спомнавте Кјустендил и тука пробувате да правите манипулација. Бидејќи вие како Патриотски фронт имавте протести после парламентарните избори дека прв пат во историјата на Бугарија во Кјустендил Турчин ви стана пратеник. А сега Не во Кјустендил, во Благоевград. Да, и Кјустендил Благоевград правевте протести. Не беше Турчин, беше циганин. Циган со купени турските гласови, Так, пари так, го факт. и правевте манипулации, се микате не гласале бугарите во Македонија, гласале во Кјустендил, гласале Така во е, Благоевград. и ние си Но имавме гледате дека целата стратегија во ви е на Благоевград, манипулација ако не направена. знаете, да знаете дека Цела стратегија ви е Патриотскиот на фронт во манипулација Благоевград направена. има свој пратеник. И ако треба да бидем искрен, треба да се заблагодариме на големиот дел од македонските граѓани кои што имаат Ко Титаник. Не, Потонавте на Титаник дното. ние направивме 19 души 207 пратеници. гласа у Скопје. Се вртите тука у столчето, Значи, ќе видете не сега, пријатно. Не, Ама, како исклучително не? ми е пријатно. Како Разговорот со пријатно? вас секој пат е Па ја да ви пријатен. кажам 207 гласа да имам, јас едноставно ќе искинам тој стратегија и диплома, ќе заклучам партијата клучна врата Не ќе знам стан. да ви кажам, Бидејќи тоа е. тоа е Титаник стратегија. Во право сте сето тоа што сте го кажале, ако од македонска гледна точка е така. За крај. Оптимист или песимист?
Јас сум секогаш оптимист за Македонија. Не би рекол вие да автоформулација во тоа ќе се распаднеме се оптимист. Ако тоа е оптимистичка линија на вашиот карактер, каква би била песимистичката? Не, јас гледам вака. Аме се кратко кажете. Кратко, значи или песимистично не очекува. Ко на лекар да сме дојдени се пред вас и вие треба да ни кажете шекер добар, крвна слика добра, имунитет паднат, значи кратко. Кратко ситуација во Македонија е стабилна, ние имаме проблем со една влада која нема чувство за национални интереси и има еден председателот кој треба сега да тргне во една одлучна акција преку Совет за безбедност да се поднесе едно барање до Генерално собрание да им продолжи членство под Република Македонија. Значи тука ние имаме 120 земји, ако има политичка волја во тие 120, 125, 130 земји, како и Косово што прави, значи по ист модел да се како се зове изгласа резолуција со која ние ќе бидеме признани како Република Македонија. Значи ние малце да се косовизираме. Тоа сакате да кажете. Не, него да прифатиме иста стратегија. Од таа стратегија што беше напишана за Македонија, всушност е препишана од косоварите, а беше моја стратегија. Тие ми откраднале стратегија и кога македонците не ја применувале, тие почнале да применуваат. Значи ако се косовизираме, всушност и ние да ви украдеме стратегијата. Нормално, ќе ви крадете се што е добро, без разлика дали потекнува од мене или некој трети. Тогаш ќе ви украдеме стратегијата. Да. И ќе си ја спасиме уставното име. Ќе си го спасиме уставното име, а после тоа ако некој сака да се тепа шиптарите и така натаму, албанците, нека се обидат, ако треба и по тој пат, ние мораме да имаме доволна сила. Ако некој сака се тепа, вие ќе се бидете туку Белград, во папуче или во топлинки и ќе глумите херој, така? Видите, јас кога бев во војска бев специјалец, меѓутоа сега сум 54 годишен човек. Ама нешто специјално пак останало кај вас. Да. Може да ве викнеме да ја користиме ако дојде до. Не, сигурно ако ми дадете некој чин да командувам, јас ќе дојдам таму. А може на Facebook. А преку Facebook не се тепам јас преку Facebook и преку такви работи, тоа се детски игри. Јас со тоа, значи ако секоја држава во свет мора да биде подготвена за одбрана. Без тоа да биде подготвена, секој сусед ќе земе ќе ти изоде. Како би рекол друго Тито, да се подготвуваме како 100 години да биде мир, а утре да може да има војна. Точно така, значи секој од тие соседите сака да земе нешто и ќе земе нешто ако му дадеш. Ако не му дадеш, нема ништо ти земе и нема да имаш никаков проблем. Него тој што сака да земе треба да биде свесен дека ќе најде на голем отпор и дека нема тоа да го земе за џаба. Ми беше задоволство. Исто така. Малку ве провоцира со прашањата. Ако? Не дека не се согласувам, меѓутоа знаете едно интервју да биде интересно. Мора да имаме. Сега ако прашаш што би направиле ако не нападат, пак ќе се браниш. Пак ќе се браним. Што можеш друго? Не можеш друго. Многу среќа и се гледаме идниот пат во Белград. Важи. Хајде ми беше мило вас. Да. Ова беше емисијата во Центара, сум Васко Ефто, почитувани гледачи. Вечерва можете да проследите интервјуто со господинот Игор Јанев, најголемиот експерт за меѓународно право на Балканскиот полуостров. Не се гледаме идната недела во истото ова време. До тогаш, пријатно вечер Македонија, каде и да си.